Добар ден, почитувани новинари, почитувани граѓани. Целосен молк од страна на надлежните институции за скандалот што вчера го објавивме за шверц на 1 тон наркотични супстанции преку Скопскиот аеродром. Молчи јавното обвинителство, молчат Оливер Спасевски и МВР, молчи и царина, преку која била пропуштена дрогата на аеродромот. Нема одговори за скандалот како тоа пратка од 1 тон дрога ги поминала сите безбедносни и царински мерки и незабележано била пропуштена да излезе од Скопскиот аеродром. Нема одговори дали на царинските службеници, усно или писмено, им било наредено да не ја пропуштаат пратката на скопската компанија за мобилна галантерија која пристигнала од Дубај. Исто така, јавноста не доби одговори дали царинските работници под присила ги смениле своите изјави за непостапувањето за оваа пратка, со која во Македонија се внесе 1 тон дрога. Но, овој скандал не завршува со самото пропуштање на дрогата да влезе на територијата на Македонија. Затоа денес ќе изнесеме, односно ќе ги прашаме надлежните институции за овој случај за уште неколку скандалозни постапки од страна на засегнатите институции. Под 1. Дали истиот ден од како пратката била пропуштена да излезе од Скопскиот аеродром, пратката била натоварена во превозни средства и истата била придружувана со царинска придружба со ротациони светла. Повторувам, царинска придружба со ротациони светла. Под 2. Дали пратката на влез во Скопје била запрена од страна на полицијата и при контрола и претрес е констатирано дека пратката не соодветствува со содржината која била внесена во товарниот лист и декларацијата, при што истата е запленета. Под 3. Дали полицијата при претресот запленила и 2 мобилни телефонски уреди на македонски царински службеници и дали вразистите се извршени понатамошни истражни дејствија, кои би можеле да укажат на учество во сторување на одредени кривично правни дејанија кои се поврзани со сомнителниот нелегален увоз на стоки и материјали. Надлежните институции треба да одговорат за инволвираноста на раководните структури во МВР и царината, како и на царинските работници и полициските службеници, кои не спречиле голем шверц на дрога да влезе во Македонија преку Скопскиот аеродром. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да постапи по овој случај. Не смее да се дозволи и овој случај да биде уште еден од редицата нерасчистени криминални случаи што се поврзани со кланот на власт СДСМ и ДОИ. Ви благодарам.